Предпоставувам тука мисли на бројот на гласови одредени пратеници што се избрани во една изборна единица и бројот на пратеници и бројот на гласови со други пратеници. Речеме дека во четвртата изборна единица пратениците која ќе се гледа специфичниот број на глас се некаде околу 7.500, да речеме, а додека пак во изборната единица 6 тие се околу 5 до 5.500. Прилика и тоа навистина е спротивно на уставот, бидејќи нема тежински фактор подеднаков. Ако некој бира пратеник кој што е отприлика 5 до 5.500 гласа, некој 7 до 7.500 гласа, тогаш овие се обесправени луѓе овдека што се во оваа изборна единица. И затоа единствен начин тоа да се отстрани е да имаме една изборна единица. И тогаш секој пратеник што ќе биде биран во Македонското собрание ќе биде со подеднаков број на гласови. И јас апелирам до владеачката ДУИ и до коалициониот партнер Алијанса за албанците. Мислам дека како тие ќе донесат одлука, така помалиот партнер СДСМ ќе ја прифати, да излезат во јавноста и да ја прифатат ова одлука за една изборна единица. Навистина нема потреба од национализам, нема потреба од, би рекол, иридентизам. Секој граѓанин е еднаков пред уставот и тие што гласаат во Тетово и во Гостивар треба да се подеднакви како овие што гласаат во Струмица, во Василево, во Босилово, Ново село и така натаму и така натаму. Затоа е уште еден апел до европејците од ДУИ, коалициониот партнер Алијанса за албанците. Јас сум убеден дека помалиот партнер СДСМ ќе прифати тоа што тие ќе кажат, да излезат и еве ние сме подготвени во парламентот да го поддржиме тоа како ВМРО ДПМН, да имаме една изборна единица и да одиме на избори. Еве време е сега и јас навистина ги поздравувам овие препораки на ОПСЕ и ОДИХР, бидејќи навистина на цела територија во Македонија треба секој глас подеднакво да тежи. Не може да имаме граѓани од прв, втор и поинаков ред. Ме разбирате што се.